Почитувани гледачи, добро ни дојдовте. Ново издание на вашата емисија Агроспектар, во која што редовно ве информираме и едуцираме за квалитетно земјоделско производство. Бербата на грозје и понатаму проблематична, како во изминативе 30 на години. Меѓутоа, годинава дополнителен проблем за лозарите беше лошиот квалитет на грозјето, ниската шеќерност поради климатските промени или поради климатските промени и се она што временските неприлики го направија како штета во производството. Меѓутоа, големи штети има и поради ненавремената и неквалитетна заштита врз земјоделските култури или кога сме кај лозарството, заштита во виновата лоза. Како и да е, бидете и со ова издание на Агроспектар и содржините кои што следуваат. Со нас е професор доктор Исто Вучков, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Професоре, променливото време продолжува и понатаму, облаци, сонце, ниски утрински температури и вечерни, што е она што може да очекуваме, како ваквото променливо време ќе се одржи врз културите кои што се прибираат? Мора да кажеме, сме со првиот ден од октомври, влегуваме длабоко во есента и овој амбиент што го имаме сега, значи со тие сончеви денови, часови, тоа е секако убава работа по однос на тој чин на влегување во есента, бидејќи сега сме во период кога е неопходно така сончеви, мирни денови за прибирање на секој од одгледуваните култури која дала род да се прибере. И тоа сигурно е едно дека нема да трае многу, бидејќи одиме кон есента, денот е едно 4-5, најмалку 4 до 4,5 часа пократок и утрата се веќе свежи и нормално е да очекуваме и промени на времето проследени со такви ниски температури, а и со врнежи од дожд. Што предвидува долгорочната прогноза? Таквото време со такви денови ќе имаме уште, такви изгубени денови да ги кажем. Но мене ме загрижува тоа што сега во овој период, по овие врнежи во август кои ги имавме и овие температури кои ги имаме, лозата, виновата лоза е вратена и не влегува во оној прав чин на зрење. Ние не може да видиме добро пожолтување, значи повлекување на асимилатите и пожолтување, паѓање на лисјата, нормална плутинизација и така натаму. Сведоци сме на тек почеток на развој на млади филизи од виновата лоза, бидејќи предходната недела кога доаѓав према Кавадарци, од Неготина до Кавадарци овие лозови насади беа покафенети. Сега гледаме прас зелени со нови филизи. И овие инфективни процеси на врвните листови што беа од дождот, сега имаме пак еден убав чин на инфекции, каде што на филизите, младите филизи, бидејќи утрата се со една љута роса, а дневната температура е со оптималните услови, и тука ќе имаме навистина неквалитетно зрење или диференцирање на папките. Тоа е забот на времето, вие добро рековте на почетокот, ова година со своите специфики носи такви услови каде што тука лозарот мора да биде внимателен и непосреден со стручноста, со зрењето на ластарите, со инфективните процеси кои се одвиваат на младите ластари, кои треба да се озреат, и каков потенцијал ќе остане за наредната година. Оваа година имаме проблеми од аспект на квалитетот на родот. Кога сме во лозарството, може да кажеме дека голем дел од родот кај вранецот, кај смедеревката заврши со ботритис. Визбите не го сакаат. Владата направи интервенција да се откупува ова грозје со ниска шеќерност и ботритис за преработка во дестилат. Меѓутоа, овие лозари ќе добијат по 2, 3, 4 денари од визбите и 8 денари од државата. Тоа се 12 денари за никакво грозје кое што ниту дома не може да се преработи. Како гледате на ова? Тоа е точно. Јас гледам, имам си свое видување за тоа. Тоа е чиста инкорпорација на политика и душебрижништво према лозарот во случај.
И не само Лозарот, и другите измачени луѓе кои стварат храна. Јас од стручно практичен аспект ќе кажам, таквото нешто требаше да се размислува како да не дојде до тие инфективни процеси, до рушење на квалитетот, како пепелницата нас не превари уште од рана пролет, следливоста од страна на институциите, од превзимање на навремени мерки за примарните зарези на пепелницата, пламеницата и развојот на гроздовите молци, покасно и на ботритисот, тоа се пропусти од стручно практичен аспект, што не доволно едуцираниот земјоделец, во случај Лозарот, мислејќи дека знае се, Они велат дека они си ја знаат заштитата и никој не треба да им кажува ништо. Токму така, јас сега се враќам од Лазово Мовче, точно имав еден убав состанок точно со лозарите. И дел од нив, мислејќи дека знаат се, паднаа на оној стручен дел, каде што реков, дали знаете дека пролетта беше идеална за пепелницата, а ние касневме со интервенциите. И дека нема лозар кој што не е преварен од пепелницата. И пепелницата е еден од значајните сегменти и фактори за неквалитетната. Ама они не го признаваат тоа, повторно сигурно велат, аргументираат дека препаратите не се добри, Да, тука е грешка. има и такви, дел од нив велат токму е точно е тоа дека јас прскањето го закаснев, дел од нив велат дури 3 препарати ставив, па немав резултати. Значи, njemu dođe kad ode kum, znači инфекцијата остворена, он ставил 3 препарати. И 5 да стави, Те се завршени. инфекцијата е завршена. Зрното е некротизирано и зрното со растењето ќе пукне. И тука, ботритисот како секундарен чинител, навлегува и тука се ствара тој неквалитет кај виновата лоза. И јас значи за мене се винарските визби доста храбри, бидејќи ја знам, мојата дипломска работа беше од енологијата, од винарството. Ботритисот, пепелницата, па и дел од од племеницата, тие патогени кога се наоѓаат во грозјето, во таа содржина таму, тие при ферментативните процеси, а и дел од резидуите од препаратите, при ферментативните процеси ние имаме тука еден тотален растур и нормален чин на доработка на производите. Дали е тоа ракија, дали е тоа вино. Значи, со еден збор, такво грозје, не само што ќе се употребува за дестилат, и за дестилатот треба да има шеќерни единици. За да има ферментација. Да има ферментација. А таквото нешто кое сега се случува, тоа е гасење на пожар, што за жал од осамостојувањето, од немањето на стратегијата за развој, да тој лозар уште при кроењето на Свети Трифун, да има сознание дека струката и науката треба да ја почитува, треба да знае што треба да ги обри, да знаеш и кога треба да прска, врз основа на постоеќите услови, и да има економски оправдана заштита и квалитетно грозје. Ако имаме квалитетно грозје, не да не го откупи. Визбата, ако не го откупи сега, ќе има слободен трговски чин на размена, дали ќе е Црна Гора, дали ќе е Србија, дали многу се заинтересирани, бидејќи Кавадарци сепак значи еден од најквалитетните и најдобри производни реони на Балканот и поширок. Ова значи дека државата треба да започне сериозно да ги едуцира земјоделците во случајот лозарите, Токму така. службите да се на терен и точно да алармираат кога е време за заштита, а не она паушално извршување на заштитата. Меѓутоа, што доколку лозарот каже, чекај, која е државата мене да ми кажува кога ќе прскам, кога јас по традиција од дедо и прадедо знам. Тоа нема, бидејќи сега. Тоа значи дека треба и да се казнуваат таквите примери. Казнување не, но поголема казна нема да има ако не му се откупи грозјето. Да, меѓутоа после ќе каже дека е крива оваа или онаа влада. Не. Значи, таму на Лазово Мовче имаше доста производители, ЧКА имаше застој, во Џумајлија немало камиони за транспорт и така натаму, и сака и луѓето беа многу разумни кога разговаравме, имаме на средба цели 40 минути.
луѓето ја сваќаат целосно содржината и виното. Обсервиравме што значи времето, дека стварно оваа година е специфична. Но голем дел од нив, разумни, свесни домаќини, луѓе, лозари, си ја видоа грешката со ненавремено третирање, бројот на третирање, едниот 8 пати прскал и полње со пепелница. Значи, он прскал во промашено време. 8 пати грешка. Да. Имаше човек, тој дето Перо, со 80 години, 4 пати прскаше, јас ги следам, вика, вашите емисии, и така работев, со 4 пати прскање, дојди да го видиш моето грозие. И го видовме таму преди кулаката. Квалитет фантастичен, шекерни единици фантастични. Имам и такви други клиенти, каде што се плачеа на шекерни единици, поради некои неквалитетни заштити, но кога е грозот формиран, при трансформацијата на киселините во шекери, калиумот со хуматните форми, флуокиселините и зеолитната форма дава убрзана трансформација на киселините во шекери и за многу кратко време грозот го добива онај фантастичен чин на шекерност, а тука над 20 веќе, 20, над 19, 20, Вранецо знае да види 24, 26, како и картошијата. Тука веќе се добива она сировина, бидејќи шекерната единица го прави тој алкохол, тој ферментативен процес и тоа производство на виното. Нели треба тука, професоре, визбите да се вклучат во едукацијата, бидејќи тие ја купуваат суровината, тие да им кажат на своите кооперанти какво грозие ќе бараат, за квалитетот ќе платиме, меѓутоа за неквалитетот или нема да го земиме или... Така. Сметате ли дека и визбите треба да го градат тој партнерски однос со лозарите, нивните агрономи редовно да ги информираат луѓето кога е време за заштита, што треба да се даде, бидејќи сега навистина е проблем, државата дава пари за никаков производ, да. Значи малтене единствено што може да се направи е дестилат, меѓутоа проблем рековме дека ниските шекерни единици, проблем е за ферментација и за дестилат. Дали визбите не гледате дека час поскоро треба да соработуваат, они немаат соработка? Тоа е неспорно. Ако ние кажеме од стручно-практичен аспект дека сировината, базата на зрното, квалитативните особини, шекерни единици, комплетно заштитено и добро охрането е една работа, тоа е база, добра сировина за винарската визба. Но уште позначајно е да грозието биде комплетно здраво и влезе во визбата со тие енолошки процеси, со ферментативните процеси. Тука енологот или таа визба добива сировина од која ќе извади квалитетен производ. И не случајно Стоби винаријата, како што повеќе пати збориме, Стоби винаријата во европски размери секојаш добива златни медали. Зашто? Таму има навистина квалитетни енолози кои тие процеси на доработка или сировината која доаѓа таму, доаѓа квалитетна сировина и процесите на ферментација, на доработки, на чистење, на бистрење и така натаму, тие се крајно професионални. И такво нешто од 146 земји Стоби винаријата, односно Кавадарци, односно Република Македонија, сите винари добиваат, не само Стоби, да добие прво место или златна медалја, тоа значи бренд. Таквиот бренд, таквите нешта треба да ги ние негуваме и да ги омасовиме. И сега на тој состанок падна разговор, зашто мора да тоа одиме само на вино, раке и така натаму. За маџунот од Кавадарци, кој веќе е познат, треба да се брендира големи количини од тоа, само на квалитетна сировина, може да се изработи квалитетен маџун и тој да биде брендиран за европскиот пазар. Јас сум убеден за кардиоваскуларниот систем, за комплетно за здравието кај луѓето. Секој ќе сака да има маџун по една лажичка са бајле. Тоа значи здравие.
сега, освен маџинот, падна разговори за тие сончеви денови кои ги имаме, за суво грози, кое тие султани и тие работи, кои имаме можности и тоа да го произведуваме. Значи, постојат опции многу За преработки, за доработки, меѓутоа кој не сака дополнително да се мачи. Ја немаме основната стратегија. Колку површина имаме винова лоза, кои сорти ги имаме, каде ќе бидат наменети и дали треба се дигат нови насади, кои сорти треба се подигат, следливоста према европскиот пазар. Тоа се се сегменти што треба установите, како што е Министерството за земјоделие. И многу Министерството за економија, меѓутоа стопанските комори, треба да го имаат во мал прв секоја површина на одгледуваната култура, во случајот виновата лоза. Меѓутоа најголем дел е на оние земјоделци кои што работат од хоби. Лозари кои што имаат 2, 3, 5 декари. Да. Не им е гајле, важно им е да го дадат грозито, не е важно ни квалитет, ни каде, ни што, тоа е дополнителен приход. Што тука со тие? Не е важно. Многу е мал бројот Важно на професионални тука, лозари. Пазите сега, он мора да упадне во таа групација на земјоделски производител. И винаријата има право со преглед што прима за визбата. Тој производител ќе сака тогаш да биде едуциран, бидејќи ако не му го примат грозието, ќе каже, ќе бара причина. Причината е не ја почитуваш науката, не си нахранил како што треба виновата лоза, имаш болест, имаш ботритис, имаш Таков тоа. одговор добиваат и сега. Меѓутоа они викат државата е крива. Затоа што грозието не чини, државата е крива. Државата е точно крива и најкрива, бидејќи зборот субвенции државата веќе треба да го слисти како чин, каде што сите се принамагаат на тоа или субвенционирање и гасење на пожари. Сега по 4 денари ќе им се даде на тие. Чекајте. Каде е тука затајувањето на институциите? Министерствата, што ги реков сега, Стопанската комора. Што имаме, како имаме, што може да понудиме? Тоа го нема нигде. И сега ќе дојде премиерот, ќе обеќа толку денари. Доаѓа новиот министер и он правиме усилби сето тоа да се откупи. Тоа е инкорпорација на политиката. Затоа не треба тоа не треба воопшто да постои. Бидејќи, како што реков, од Свети Трифун треба се знае обемот на производство на виновата лоза во Република Македонија. Истиот проблем го има и Неготин. Истиот проблем го има и Струмица. Меѓутоа проблемот, нели сметате дека е ради немањето контакт лозар-визба? Да. Ама тоа го реков. Значи, лозарите во соработка со тој што треба да го откупи една количина. Каде е вината на државата тука? Треба да ги натера да соработуваат. Стратегијата на државата е таа што ја прави и ќе каже во лозарството. Тие и тие површини ќе дадат толку и толку грозија. Ние на овој состанок што беше на Лозово мост, зборевме како и колку секој лозар го оптеретува својата површина и оптеретува. Значи со количини по хектар до светски приноси. И тука лозата сака да го одгои сето тоа, нема шекерни единици, нема квалитет. Се знае колку треба да биде оптеретена виновата лоза за асталските сорти, каде што гроздот треба со зрното да личи во гајбата. Се знае за винските сорти колку треба да биде оптеретено, за да може да ги створи шекерните единици за оптималниот рок и да може во визбата да дојде квалитетна со шекерни единица сировина која ќе биде за енолозите, за винарската визба, адут да произведува квалитетни вина и да излегуваме на пазарот со квалитетни производи. Еве уште еден момент да го изанализираме. 22 години професионално го следам откупот на грозието. Во тиквешијата ништо не е променето, значи тотално секоја година ист. Значи кој текст да го земам од која година се е исто. Не се случува ништо напред. Визбите секоја година се фалат, кога ќе заврши бербата, се фалат дека имаат пласман во таа држава, освоиле златни медали, не знам каде. Меѓутоа, кога ќе дојде време за берба, велат, ние имаме вишок на вино.
Дали тие лажат? Дали знаеш што го прават тоа? Тоа е начин... Значи нас ни оди грозјето, ние го продаваме, ние имаме медаљи се. Меѓутоа кога доаѓа време за откуп, тие создаваат вештачка криза. Така е. Дека не им треба грозје, Хиперпродукција, ќе обезвреднат. така. Тие кажуваат не ни треба, имаме вишук. Така е. Ќе обезвреднат цената на грозјето. Тоа е и целта. Друга цел нема. И потоа им треба грозје. Каде го ставаат кога они имаат вишук? Значи за 10 денари ќе го земат, меѓутоа ако треба да дадат 15-20, тогаш немаат простор за... Кој манипулира со лозарите? Значи ли тоа дека некој со сила го руши системот? Точно така. Значи, Дали постои винска мафија во државата? Тоа се прашања. Дали науката, дали тие професори од факултетите не се на платен список на визбите? Бидејќи еве слушаме дека они кажуваат вака, меѓутоа во корист на визбата. Да. Никогаш таа наука не кажала во интерес на лозарите. Значи ли тоа дека тука царува една спрега помеѓу визби, наука и се она против оној напатен лозар земјоделец кој што сам со себе се води? Вие зборете вистината. Значи, целта на таквите предбербени активности на визбите, на трговската сфера, вие за визбите сега рековте, ја сега за бербата на асталските сорти. Исто и Дали знаете како се обезвреднува таа сорта, ја собира во хладњачи и каква разлика остварува после на европскиот пазар. Тоа глава боли. Сега, тука не хоđа да дојде овде душебризнички, него стратешки. Сите откупувачи, трговската сфера. И имаме ние номенклатурата на производната цена на грозијата. Колку е за ѓубриво, колку е за препарати, колку е тоа, колку е. И, значи, трговската сфера, како ја повика министерот за економија и министерот за земјоделие и представници од Стопанската комора, кои треба да го имаат на опит европскиот пазар и да им каже стоп, производителот потрошил толку за грозие и за неговата фамилија за вложениот труд треба толку. Цената откупна ќе биде таа. Тоа не е диктатура. Ама визбите тоа е не вистинско. може државата да ни кажува по која цена ќе купуваме. Чекај сега. Тоа е, пази, не мора тоа да излезе од државата. Тоа ќе излезе од земјоделскиот производител. Затоа јас се на тој состанок реков, ако не се обединат лозарите, Не може да се обединат, они си или лево или десно, или ваа партија или таа партија. Па тоа е. И на крајот повторно маката е кај нив. И кај едните и кај другите. Да. Независно која и корпорацијата е на политиката е тоа. Сега, ако се тоа изчисти, никакви политики, него стратешки, духовен македонец, стопанственик застане на аграрот, ќе знае состојбата со виновата лоза која е во цела држава, со градинарските култури која е, со овощарството која е, со житните култури, што ќе кажеме сега за есенската сеидба. Значи житни, ако вие се декларирате како аграрна земја, а секоја година минимум 60.000 тони жито се увезува во Македонија. Што е, каква аграрна земја, кога лебот наш насушен, ние го увезуваме. И не само тоа. Ние во догледно време, како што статистика ни збори, во догледно време ќе бидеме увозници на храна. Зашто? Затоа што стратешкиот дел го нема буквално. Оние луѓе кои ги поставуваме, значи, нивниот фокус е додека е на власт да видиме што може да учокари. А не долготрајна да има стратегија и он за тие 4 години должен е да ја изврши задачата и за да добие нов мандат. Наместо тоа, ние тоа го збориме многу во нашите емисии. Јас сум жив сведок на 3000 клиенти кои ги имав, 40%, повеќе од 40%, млади луѓе замина од држава. се заминати од своите огништа во селата во Струмичка. 74 села произведувавме храна, значи каква. Сега останати се најмладиот производител што останат е 50 до 55 години.
Другите ги нема. Таквото нешто треба да ги загрижи политичарите. Оне наместо тоа ние секојдневно се замараме и мора да кажам, овие медиуми со овие прашања и јавувања и од кавадарци, и од струмици, од тоа, ги замараат луѓето. Маките се ги кажуваат и гледаме како тоа расте. Празни муабети. Празни муабети, тие омразни разговори, дискусии, па партиите, и тоа челниците на партиите, несоответно За жал, трагедија која што ќе прави за премиер да кажеш мафијаш, наредниот ден треба обвинител да го викне, покажи, докажи со што ти твојот премиер, кој сега смерници имаме, треба да добиеме сега некоја дата за преговори. И сега тие странските амбасадори ги слушаат, ги следат вестите. И гледат на премиерот мафијаш или тоа, или коруптер, или... Ако има такви дела, има орган, обвинител да го викне, нека покаже и нека тоа биде така. Ќе се вратиме на есенската сеидба, какви се условите за извршување на есенската сеидба, дали ваквите временски услови кои што оваа година воопшто не беа во прилог на земеделството, даваат надеж дека ќе имаме квалитетна, успешна есенска сеидба. Дождот кој падна во август беше еден фантастичен чин на нешта за таа есенска обработка на почвата и тој запазување на оптималниот рок во кој сме веќе за есенската сеидба. Меѓутоа, тука се чувствува од таа минатогодишна траума што ја имаа житничарите, се чувствува една анемија на самиот терен. Јас сум во контакт со луѓе директно кои произведуваат. Вика, професоре, го губам еланот и сега семенската пшеница толку кошта и он вика, не зимам оригинална семенски материјал, ќе одам со меркантил. Тоа е трагедија на нашето време. Враќање 2 века назад. Затоа што оригиналните семенски материјали кои се имат апробација, имат се, е основниот избор за квалитетен принос. Избор на сортите. За асортиментот не ќем да зборам, бидејќи златните, најдобри балкански европски сорти што ги створи наш човек, ако го знаете, Оровчанец, каде што беше обезвреднет, како што е тоа случај во од осамостојувањето во Македонија, и неговите сорти ги откупија србите, Панонија, и таму произведуваат по 12 тона жито од некар. Значи, тоа е нешто близко до светските приноси. 8, 10, 12. Ние по 1500, 2000, 2500. Тоа е преку глава. Значи, наместо таа клетка да имаме ние собствен, квалитетен, оригинален саден семенски материјал, а тако на лозово мовче правевме и за кратошијата, и за вранецот, за калемите, што ги добиваат луѓето, дека имат крајно незадоволство, бидејќи тој вранец не е, вика, вранецот што го знаеме. И кратошијата веќе анулира. И сега, баш им дадов една сугестија. Кратошијата, тоа го реков и минатата недела, кратошијата ден порано треба да си се врати како бренд на кавадаречкиот крај, бидејќи и 28 шекерни единици може да по свое време, јас знам, не толку колку што сега го имаме ова што го имаме. Да, бидејќи имаше одредени аномалии со оплодувањето кај неа, со несоответно одгледување, и таа уште у некој регион тука ја има, баш ми рекоа таму, друго се е со вранец, али не оригиналниот вранец. Тој е мутиран вранец, каде што нити е зрното како што знае да биде, некое продолжено зрно, ни пак шикерните единици. Останато е од тој вранец едино експозицијата на берба за 2-3 дена кога има максимална зрелост, ако не се обере, тој скапува, пропаѓа и завршен овој циркус. Сите тие негативни работи обусловуваат еден песимистички дух кај производителите. А тоа единствено
луѓето што не водат треба да ни докажат и да покажат дека аграрот треба да биде стожер. Рестарт на во држава. системот и се Рестарт, токму така. И аграрот да не биде обесен на беса, него аграрот да биде интерес за сите партии. Интерес за целата држава, бидејќи единствено преку новиот физички обем кој се ствара во аграрот, тоа е храната, а во догледно време тоа ќе биде и најакото оружје, за европскиот пазар патот ќе ни биде трасиран со многу по-мали оние спрепки, бидејќи Европа бара квалитетна храна од земја која што може нетоксифицирана храна. Ние за тоа можеме да го направиме ако во аграрот се организира и на производителот му се даде елан, сигурност и гаранција. Тоа е условот младиот човек да не ја напушти државата. И да каже, а зашто да работам во Швајцарија кога јас имам тука подобар, имам тука подобар живот отколку таму. А не во Италија или во Франција или во Швајцарија. Па он може би таму мизерува. Ќе дојде со некоја голема кола. Меѓутоа, таму произведува исто храна како тука. Ама вика, јас добивам толку, така. Значи, со еден збор, тој рушење на системот на вредности во државата, што е евидентен, и во науката, и во производниот процес, обезвреднување на трудот, е секогаш присутно. Зашто? Од инкорпорацијата на политиката е преголемо и максимално во секоја фамилија, во секое стопанство, во секој производен процес. Во секоја фамилија, во секој мало. И така треба одма тргнување на рацете од тоа, овозможување на луѓето меѓу себе да стварат прво довербата, трговецот и производителот немаат уопште лојалност. Ќе треба уште многу време за се. Производителот вика професоре, трговецот вика професоре, производителот е врба. Колку повеќе го сечеш, толку ќе пушта повеќе ластари. Значи ќе даде повеќе. Тоа трговецот да го мисли, тоа е обезвреднување на трудот што го прави и на кое нешто он печали. А ако тој е свесен дека тие две раци од производителот ствараат храна, ќе има и за него, ќе има и за трговецот. Но тука нема лојалност, морам да го кажам. И ако обострана лојалност нема, понекогаш производителот знае со одредено камуфлирање да го подметне неквалитет и трговецот од Виена му се враќа камионот кој кошта 10.000 евра само транспортот. Тие навики, тие нешта мора да се расчистат. Но како? Основата пак ќе вратам. Системот и почеток на по основа на тоа производителот честно и квалитетно и сигурно да произведува здраво, нетоксифицирано производство. Кога ќе го даде како здрав производ на трговецот нема да се срами и ќе му даде денар повеќе на производителот. И тука се ствара лојалноста и односот, каде што така може духовно да расте државата. Воспротивно, ако имаме надмамување, надитрување, тука берикет не може да очекува. Тука ќе го најавам прилогот од фитофармацијата, значи да видиме што има ново во фитофармацијата. Едукативни емисии ние се трудиме секогаш да брадиме нешто ново, интересно, економски оправдано и од здравствен аспект на консуматорот најважно. А тоа е да нема остаток од резидуи, кои резидуи за жал во производите, пренесувајќи се во самиот производ, праваат големи штети при консумацијата и тука се јавуваат
многу опасни болести, токму тие резидуи од таа фитохемија која бележи една експанзија. Во последните неколку години се соочуваме со една навистина агресивна акција како активните материи или новите препарати одат кон што помалку токсичност и уште поважно што одат кон органските принципи на одгледување на одредена култура, а тие органски принципи на заштита обусловуваат одредена болест да ја немаме. Ние знаеме дека ботритисот во овој период, кога виновата лоза е во фаза на трансформација на киселините во шекери и нестабилното време обусловува да дојде и кај грозјето, и кај доматите како втори култури, и кај други овоштарски култури и така натаму, гниењето доаѓа како една секундарна за нас зараза, но причинува доста големи штети. И тука веќе имаме навистина хаос, една лоша состојба, со губиток на приносот за само неколку дена. Новото што сакаме да го презентираме е навистина ново и заслужува внимание за овој период. Тоа е новост од најновата генерација на биофунгицидите. А тоа е Timurex Gold. За Timurex Goldот мора да кажеме дека се работи за препарат чисто нова компатибилна комбинација, базиран на природните состојки што има мокен биофунгициден и повеќе кратен чин на делување. Значи, се работи за мокен биофунгицид со повеќе кратно делување и мокна заштита со лековито дејство против болестите кои се јавуваат кај растенијата. Тој Timurex Gold, откритие на оние фито експерти по однос на откривање на активни материи, механизам на делување на препаратот и сите тие действија, тоа е навистина еден хит, би рекол, во заштитата, бидејќи Timurex Gold е типичен биофунгицид кој веќе се има докажано со оние првенствено превентивни ефекти, каде што превентивно значи спречува да дојде до одредена инфективна активност на патогенот и куративно делување против патогените на сивото гниење, посебно ботритисот кај виновата лоза. И затоа го презентираме токму сега во периодот на бербите на оние рани сорти, каде што шекерноста тешко се трансформира поради нестабилното време, да не дојде сивото гниење како банален патоген кој ќе причини доста големи штети. Значи, не само кај виновата лоза, ботритисот кај краставицата, кај доматите, кај другите култури, Timurexот е фантастично решение, збориме фантастично решение, затоа што краставицата се бере секој втор ден, а кај Timurexот каренцата е 0 денови. Значи, може да се дене спрска и бербата да се изврши без никаков проблем. Значи, нема никакви токсични творби за човекот, за консуматорот и за апликаторот, што не е случај кај другите фармацевски препарати. Значи, со еден збор,
не само за крставицата, доматите, компирот, сите култури, тој ги опфаќа со еден квалитетен чин на апликација, со добра микронизација на честиците, со добро аплицирање и опфат на целото стебло, ние имаме комплетна заштита од тој ризик сега со губење на имунитетот на растенијата, што го имаме поради нестабилното време, каде што фикомицетните габи при таква влага експонираат, а ботритисот како секундарен паразит при мало оштетување врши инфекција, бидејќи шекерноста и оние зрели форми секогаш се добра подлога за ботритисот како опасна болест. Што представува тиморексот? Секако, ние нема да вас замараме со активни материи, да памтите името и така натаму, само ќе кажеме дека тиморексот е природен производ, кој се базира на екстракт од растително потекло и неговите состојки создаваат механизам со повеќе делување против патогените габи, бактерии, нудејќи ефикасно одржлива контрола. Значи, тој екстракт фактички сакаме да кажеме дека со тој чин на делување, со прскањето, тој делува точно на ефикасно одржлива контрола, вклучувањето на тиморекс голд во контролата на болестите како дел од конвенционалното производство овозможува намалување на хемиските резидуи од тие синтетички фунгициди кои ги имаме, а тиморекс голдот не остава никаков резидуален дел нити во почвата, нити во водата, нити во воздухот. И затоа овој биофунгицид е тотално безопасен и за корисните инсекти, тука мислиме на пчелите, каде што се прави помор со користење на некои инсектициди, каде што пчелата дојде и после пчелиното легло доаѓаат одредени пчелари, професоре, половината пчели ми ги нема. Каде беа на паша, таму и таму. Што правил тој производител? Прскал пред 3 дена. И, значи, помор на пчели е евидентна работа кај многу пчелари, а тука тиморексот, ама воопшто не делува на корисните инсекти пред се на пчелата, каде што имаме еколошка безбедност. Кога зборавме за начинот на тоа делување, како иновативен препарат, тој има повеќе кратно делување при навлегување во ткивото на растението и доаѓање во контакт со клетките на таа габа на ботритисот. Што всушност се случува? Значи, со неговото навлегување во клетката, во мембраната, тој предизвикува смрт на габичните клетки, навлегувајќи во оние митохондрии на самата габа или хондриозоми, пореметувајќи го тој процес на дишење, на функционирање на патогенот и патогенот целосно умира. И нема понатамошни инфективни можности и акции. А тоа е навистина една интересна работа, каде што резултатот за само кратко време може да се види. И тој превентивен дел се случува да едноставно со апликативниот дел, фруктификацијата на габата, дишењето, сите тие работи се пореметуваат и тука прекратува развојот на болеста. Значи имаме брзо, ефикасно и ударно, превентивно и куративно, значи лечливо делување на ова интересна творба која е нешто значено. Тиморекс голд, што е најинтересно, во светски размери има сертификат
од водечките организации на органско производство, бидејќи таа со својот опфат квалитетна заштита доаѓаме до органско производство каде што немаме никакви токсични творби, органски творби, хемиски творби, што е и главниот, најважен предуслов за органското производство. За квалитетно производство од органски карактер, една од основите, Тимурекс Голд во догледно време ќе биде основен препарат кој ги локализира и превентивно делува на развој на патогените во органското производство, што е и како значајно за здравствениот систем на луѓето, исхраната и така натаму, бидејќи органското производство од ден на ден ќе биде се побарано на пазарот. Што друго значајно? Мора да кажеме дека освен заштитата на органските производи од растителните болести и тие микотоксини, Тимурексот се користи за производство на храна која носи ознака, традиционална ознака, нула хемиски компоненти. Тоа го гласи во самиот проспект и докажано дека тука немаме никакви токсични творби кои би биле штетни за здравието. Со таа декларација Тимурекс Голд потврдува дека е потполно биолошки препарат. Тој е компатибилен со други средства и, што е важно, со 1,5 до 2 литри по хектар ние имаме фантастична, квалитетна заштита од ботритисот. Тоа не случајно го даваме сега пред бербите на грозјето, бидејќи поради лошите временски услови ботритисот хара и може да причини доста големи штети. Со негова примена во право време, со права концентрација и доза, со стручен пристап, нема причина да немаме добри резултати од Тимурексот како една новост по однос на користењето на средства за заштита на растенијата. И неговиот широк спектар на делување може да се примени кај сите култури. Тоа е една карактеристика која навистина заслужува епитет како новост да најде место во оваа наша емисија. Значи, не остава никакви трагични траги после третирањето, нема каренца, не е отровен, едноставен е начинот на делување, примената може да биде во тој момент или истиот или наредниот ден, значи да имаме една потполно биолошка заштита на растенијето, тоа е и целта на денешната современа заштита. Приближуваме до крајот на емисијата. Професоре, слушнавме за новините кои ги нуди фитофармацијата, за квалитетна заштита, за квалитетно производство. Што ќе биде вашата порака до нашите гледачи? Тој истиците такви средства, како новости, како новитети од фитофармацијски аспект за Република Македонија, тоа значи многу. Значи, кога одиме по однос на таквите средства, кои навистина од сите аспекти во Европската заедница веќе имаат и авторитет, а и во производниот процес имаат своја валидност, ние треба да ги почитуваме и стручно применуваме. А јас на крајот само ќе кажам, нашата емисија е од едукативен карактер. Ако има било какво
нејасно прашање по однос на заштитата, исхраната и сите тие работи што се од нашата област, сме секогаш на располагање без никакви надокнади да потпомогнеме за секој земјоделски производител, секој лозар во случајот има квалитетно производство и да му биде сатисфакција дека е производител на квалитетно грозје. А тоа е за нас многу важно како Република Македонија. Дали ќе биде тоа во свежа форма извезено или во производ, тоа толку не е важно. За нас е важно да Република Македонија со стандардот веќе оди кон европскиот тек и храната што ја произведуваме не со вештачки хиперпродукции да се обезвреднува, туку да го има има правата вредност за нашиот и за европскиот пазар. Благодарам. Благодарам и вам. Ви благодарам, почитувани гледачи, и вам за вниманието. Имајте секое добро со нашата програма.